Добра вечер, почитувани гледачи. 14 октомври 2014 година, термин за вестите на КТВ телевизија. Стивнува болеста син јазик во последната недела дена, нема нови случаи регистрирано од оваа болест. Нема регистрирано нови заболени грла, овци и говеда од болеста син јазик. Тоа е добрата вест после 2 месеци агонија на фармерите од тиквешијата. Тоа беше директниот повод да разговараме со Лазар Стамаџиев, самостоен референт по сточарство во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Вие бевте на терен, каква е состојбата сега? Сега состојбата моментално е смирена. Тие заболените што оздрави, што другото е заболено покина и сите сточари треба да одат ки својот матичен лекар да му даде еден список на заболени грла и да направи записник у подршна единица, значи треба да оде и да се адресира и да се прати до платежната агенција. Тоа е едната обврска. На тие сточари што немат одено до сега, у подршните единици треба што поскоро да одат и треба и да додете и кај нас заради евидентирање на колку грла плюс имат угинато. Моментално состојбата во низинскиот дел е малце по-блага, а додека по-критична состојбата беше во рискиот планинскиот дел, особено Страгово, Бојанчиште, Куманичево, Гарниково, речка Бола и Крњево. Таму е бројот на угинати овци гледано не е краен, затоа што уште сите сточари немат одено кај своите ветеринарни лекари, немат земен список, тука се движи над 1000 грла, а додека по-блага е состојбата, уствари по-ниска бројот на угинати грла у крупната стока, говедата и кај козите. Козите се за разлика од овците поотпорни, така да тоа број е многу минимален. И ние моментално правиме список на оние сточари што не користат субвенција за своите грла, тие се да речеме што имат испод 30 грла овци, испод 10 грла говеда и апелираме и одиме на овие сточари да го кажеме дека имат право да пријават и да кажат вистинската состојба. Иначе до сега имаме кажам на сите прават и обврските што треба да прават сточарите и се добри и послушни. Тие права беа да речеме дека ќе му се исплати субвенција со направениот записник, дека ќе се ослободат од пашарина, а додека надлежните органи ќе кажат дали се плаќа по грло угинато за своите угинати грла. Иначе обврските им беа на сите сточари кажано со угинувањето на своите грла да ги изимат ушните маркици, да ги закупуваат грлата, да ги почистуваат самите трла и ветеринарна станица, мислам на готно, сите матични служби добро се обавува работат, одеа на лице место, вршат дезинсекција, дезинфектизација, така да нивото на послушност кај сите сточари беше доста добро. И на високо ниво. И сега уште еден апел правиме да сите овие што имат угинато додат и своите матични лекари да му направат записник на угинати грла, една изјава да одат у подршна единица, да не се направат и да се пуштат до платежна агенција, да се човеците имат да и добијат правата за користење на субвенција. Даночните обврзници, чиј промет во претходната година надминал 10 милиони денари, угостителите и бензинските пумпи имаат обврска до 31 октомври да воведат фискални апарати со GPRS систем. Денеска со апел навреме да ја завршат обврската се огласи управникот на регионалната дирекција на УЈП Кавадарци, Елица Малинкова. Управата за јавни приходи, регионална дирекција Кавадарци, упатува посебен апел до даночните обврзници кои што работат на територијата на регионалната дирекција Кавадарци, дека рокот за воведување на новиот фискален систем на опрема со вграден GPRS уред истекува во рок од 15 дена. Затоа ги замолувам сите наши даночни обврзници кои што не ја имаат измирена оваа своја обврска, тоа да го направат веднаш, да не го чекаат последниот ден како што во пракса ни се случува,
туку да дојдат кај нас, односно кај овластените производители, бидејќи оваа постапка трае многу кратко, околу 10 минути, така да можат навреме да си ја завршат својата работа. Со воведувањето на овој фискален систем на опрема, Управата за јавни приходи ќе го следи прометот на даночните обврзници 24 часа во текот на денот, што значи во текот на една седмица целокупното движење готовинскиот промет Управата за јавни приходи има можност да го следи. Ваквата обврска за воведување на овој систем на опрема во моментот ја имаат само оние даночни обврзници кои што оствариле приход во минатата година над 10 милиони денари, односно задолжително е за бензинските пумпи и гостителските објекти. За останатите даночни обврзници, рокот за воведување на овој фискален систем на регистрирање на готовинското плаќање е 31 јануари 2015 година. За да не дојде до казнување, нашите контролори, сакам да кажам дека ќе бидат повторно на терен, и за да не дојде до казнување, да не дојде до изрекување на глоби, до изрекување забрана на вршење на дејност, апелирам повторно нашите даночни обврзници да си ја исполнат својата законска обврска. Проектот на владата за отпис на долгови привлече голем интерес. Заклучно со вчера последниот рок биле поднесени 41.817 барања. Вчера беше последниот рок до кога социјалните случаи можеа да аплицираат за отпис на долгови. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов оцени дека проектот кој го спроведе владата се покажа како успешен, бидејќи аплицирале до последниот рок 41.817 граѓани за еднократен отпис на долговите. Очекуваме првите решенија од страна на Комисијата за еднократен отпис на долговите, која е меѓуресорска и во моментов сите примени предмети електронски ги заведува и ги доставува до институциите за системски да се проверат податоците, да се издадат кон крајот на овој месец, истакна Спасов. Граѓаните најчесто барале отпис на долговите од потрошувачки кредит, струја, радиодифузна такса и неплатени долгови за топлинска енергија. €55.000 вреди проектот кој од Ирска го доби Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров и ќе треба заедно со уште едно училиште да го користи за обука на тема рурален развој. По успешната соработка со Словенија и одличните резултати од реализацијата на проектот Биоенергија и искористување на биомаса за Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци, сега следен е предизвикот на тема рурален развој. За таа намена €55.000 тежи проектот кој од Ирска го доби ова кавадаречко средно училиште, што има за задача грантот да го користи заедно со своето партнер училиште на обуката во Ирска на тема рурален развој. Училиштето веќе се подготвува за апликациите на учениците, а денеска убавото време го искористи за последниот дел од претходниот проект Биоенергија, што всушност го адаптираше во дисеминација, која би им послужила на оние ученици кои би аплицирале за да следат обука во Ирска. Младите шумски техничари, повеќе од вешто со Борја Стебло, дефинираа жива ограда и беа дел од теоретското предавање. За целиот настан во изјава за КТВ зборува професорот Горан Зимовски, кој беше дел од наставниот кадар задолжен за средношколците кои беа во Словенија. Еве завршна фаза на проектот Биоенергија, кој го реализиравме во училиштето Грм, ново место во Словенија, и тука е дисеминација на учениците од прва година, бидејќи се нови ученици, да се запознаат со проектот, а со тоа и да го заокружиме тој процес. Проектот се однесуваше на биоенергијата и точно е дека во Европа и светот дрвната маса е све поценета и се има тенденција да таа максимално се искористува, и еден од факторите е да и биомасата стане дел од искористувањето, максималното искористување на отпадот од дрвото, дали тоа ќе бидат од пиланите, дали од шумите. Еве тука во нашето училиште имавме
демонстрација на тоа од што може да се создаде биомаса. Еве соборивме едно стебло од гранките кои што не се користи, може да се направи биомаса и исто да се искористи за ефтино грејење на домовите, и таа тенденција во Европа и во Словенија е веќе многу расширена, бидејќи е ефтина и еколошка. Значи, после струјата грејењето на дрвна биомаса или дрво е најеколошко и нај не загадува околината. Во Словенија бевте 2 недели на овој проект работевте. Следното е во Ирска, што треба да исполнуваат учениците за апликација, и кажете ни доста вреден проект, 55.000 евра, колку што јас знам, училиштето треба да ги искористи. За што конкретно? Да, после ова во Словенија аплициравме и во првична фаза е проектот за Ирска, се однесува на рурален развој, и таму сега течат првите подготовки, че има избор на ученици кои ќе аплицираат, ќе престојуваат таму, сега се уште не се знае дали 1 недела или 2 недели ќе бидат во Ирска, во кое тоа училиште, и се однесуваат токму на руралниот развој. Значи, учениците ќе се запознаат и професорите ќе стекнат повеќе знаење околу развојот на руралните средини и како тоа да се направи. Сосема накратко, искористували вашите училиште биомаса? Ние имаме можности, бидејќи имаме и мала пилана, имаме и шума во посед, така да кога ќе почнат активностите, може да се создаде биомаса со мали вложувања на една дробилица, и треба системот на парно грејење да се смени, така да може тоа да се направи, и ќе имаме ефикасно, а ефтино грејење, бидејќи нашето училиште се занимава со таа дејност и излеваат многу такви нус производи од пиланата и од шумарството, кои што можат, значи, да допринесат максимално да се искористи дрвната маса. Видовме млади денеска активни во последниот дел од дисеминацијата. Значи ли тоа дека вешто се справуваат со техниката за шумарство? Да, тие се веќе шумарски техничари и како такви во нашето училиште максимално ги обучуваме да работат во шума. За Ирска училишниот просек не е пресуден. Важно за оваа земја и обуката за рурален развој се дисциплината, редовноста, поведението, ажурноста и вештината на учениците. Нивните креативни размислувања и идеи за Ирска се најсилниот адут во апликацијата. Од Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров информираа дека право на апликација имаат сите ученици од 1 до 4 година. Избраните ќе имаат за цел по обуката во Ирска да го пренесат стегнатото на домашен терен и да придонесат стручно во напредокот на руралниот развој. Освен за Ирска, ова кавадаречко училиште се подготвува и за Словенија, на која домакин ќе биде во мај месец следната година. 2 недели од стартот на ловната сезона изминуваат со 2 повредени ловџи. Ловечките друштва апелираат на поголема внимателност. Со 2 повредени ловџи минуваат првите 2 недели од стартот на ловната сезона. Викендот помина несреќно за кавадарчанецот ИМ 57 години, кој во саботата наутро беше ранет кај местноста Шамаците со ловечка пушка, додека неговиот пријател ИАШ стрелал во зајак, но сачмите се одбиле од земја и неколку од нив го погодиле ИМ 2 во левата рака, 2 во левата нога и една сачма завршила во стомак. Во моментот тој е на лекување во ургентниот центар во Скопје и е вон животна опасност, а на ЈШ му е одземена ловечката пушка и против него ќе има соодветна пријава. Втората жртва во стартот на ловната сезона е велешанецот КН 30 години, кој според СВР Велес во неделата напладне во околината на село Грнчиште, Велешко, бил погоден во пределот на левата нога при исполкување со ловна пушка од страна на едно лице, негов пријател со кој тргнале на лов. Овој случај се уште се истражува, а ранетиот е задржан на лекување во Велешката болница. Надлежните апелираат до ловџиите на поголема внимателност. Денеска контактиравме со секретарот на ловечкото друштво Тиквеш, Тоде Пановски, кој исто потенцира дека во овој период ловџиите треба да се повеќе од внимателни. Пановски ги нагласи густата шума, лисијата, скриениот терен и сите важни сегменти кои за жал често, според него, знаат не само
сакајќи да бидат причина за фатални последици. Ловната сезона за ловџиите од ова ловечко друштво во моментот се одвива на ловиштата со број 2, 4, 9 и 10. На ловиштата со број 2 во Куманичево и 4 во Мреđичко се лови дивата свиња, на ловиштата 9 во Ваташа и 10 во Кошанци се ловат зајакот и еребицата. Пановски апелира на терен да не се излегува без дозвола за лов, бидејќи казните се високи и ригорозни. Тој информира дека ловочуварите се постојано на терен и ја контролираат целата ситуација, а до ловџиите апелира да бидат внимателни и пред да испукаат добро да го разгледаат теренот, за со сигурност да пукаат кон целта. Има за кој жали и секретарот на ловечкото друштво Тиквеш, годинава е првата жртва од невнимателност при лов во Кавадарци. Неговите пријатели наскоро го очекуваат повторно на терен, но и тие велат од сега па понатаму внимателно на лов. Ловот на дива свиња започна на 1 октомври, а од 11 слободно се лови и зајак и еребица. Втора работилница со родители и деца во игралните во руралните средини беше организирана во Неготино. Општина Неготино продолжува со концептот игрални за деца од предучилишна возраст во 7 рурални средини, преку проектот Грижата за децата од предучилишна возраст, врвен приоритет во руралната средина, а во рамки на проектот Општинско корисна работа, поддржан од Програмата за развој на Обединетите нации UNDP, Агенцијата за вработување на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика и Општина Неготино, како нова компонента во рамки на воспитно-образовната работа е организирањето на интерактивни и советодавни работилници со родителите на децата. Изминатиот период од 30 септември до 10 октомври се организираа 7 вакви работилници со родители во сите 7 игрални од руралните средини. Темата на втората работилница беше здрава исхрана. Оваа тема е од огромна важност за правилен раст и развој на децата од оваа возраст, а истата е избрана како резултат на препораките на Министерството за труд и социјална политика, кој ги има дадено до градинките за примена на програмата за едукација на децата од предучилишна возраст во установите за згрижување и воспитување на децата со процесот на одгледување и консумирање на здрава храна. За подготовка и организирање на овие работилници со родителите се користат посебни прирачници за воспитувачите и асистентите, а се во координација со јавната образовна установа Детска градинка Фемо Кулаков од Неготино. Активностите во рамки на темата здрава храна ќе траат околу 2 месеци со цел на третата работилница со родители да бидат презентирани сите постигнувања, изработки, истекнати знаења и навики кај децата околу одгледувањето и консумирањето на здрава храна како во игралните, така и во рамки на нивните семејства. Со низ активности детската недела одбележана и во Општинското основно училиште Гоце Делчев Неготино. Покрај свечениот прием за првачињата, 2 успешни работилници реализираа учениците од 2 и 5 оделение. Изминатата седмица низа активности по повод детската недела успешно беа реализирани и во Општинското основно училиште Гоце Делчев во Неготино, вклучувајќи ги и подрачните училишта. Од училиштето велат детската недела ја одбележавме со повеќе активности и креативни работилници, а завршивме со приредба организирана во чест на првачињата и нивното влегување во детската организација. Директорката на училиштето Весна Јованова информира дека повозрасните ученици ја имале обврската да подготват културно-уметничка програма преку која на првачињата ќе им посакаат добре дојде. Од Јованова дознаваме дека првачињата од Општинското основно училиште Гоце Делчев Неготино добиле посебни легитимации и скромни подароци од директорот и наставничкиот колегиум за успешно и плодно образование. Нашите првачиња насмеани ја дадоа заклетвата, дадоа чесен татковински збор и ни ветија дека ќе бидат послушни, примерни и вредни ученици кои ќе се дружат и ќе го сакаат и почитуваат другарството, вели за КТВ директорката Јованова. Инаку во рамки на активностите изминатата недела во училиштето биле реализирани и 2 работилници, едната на тема различни, но сепак сме исти, работена со учениците од второ оделение под менторство на наставникот Елена Стојанова, и работилницата на тема право на сопствено мислење, работена со 5 оделенците. Директорката вели дека работилниците даваат резултат на креативност и иновација кај учениците, па најавува дека почесто ќе ги има и во иднина.
Минатата недела во Општинското основно училиште Страшо Пинџур во Неготино се реализираше работилница на тема современи наставни техники. Минатата недела во основното општинско училиште Страшо Пинџур во Неготино се реализираше работилница на тема современи наставни техники. На работилницата беа разгледани околу 20 наставни техники со кои се осовременува наставниот процес, а учениците поактивно се вклучени во него. На работилницата беа представени техниките на учење кои се користат со цел да им се помогне на учениците да бидат активни во текот на наставата, да го поттикнуваат истражувањето, ставовите и вредностите на учениците во усвојувањето на новите наставни содржини. Со овие техники на учење кои се дел од современата настава, учениците се активни субјекти, а наставникот поттикнувач и насочувач. На работилницата наставниците си разменија искуство околу употребата на овие наставни техники по одделни наставни предмети. Се планираат и отворени часови преку кои практично ќе се среди реализацијата на современата настава преку примена на новите техники. Од културата, синоќа во ликовниот салон во Велес беше отворена изложба Светски пожар. Изложбата е организирана по повод 100 години од почетокот на војната, а организатори се Руската амбасада, Меѓународниот славјански универзитет и Велешкиот музеј. Деталите ги пренесува колегата Зоран Јаневски. Животот на населението и војниците за време на Првата светска војна. Ова го опишува изложбата Светскиот пожар која синоќа се отвори во ликовниот салон. Изложбата се организира по повод 100 годишнината од почетокот на војната. Ја организираат амбасадата на Руската федерација, Меѓународниот славјански универзитет и Велешкиот музеј. За нас е многу битна како македонци Првата светска војна, затоа што тука нели се случуваат и балканските војни, кога Македонија се распарчува и кога Македонија всушност учествува во Првата светска војна, но не како самостоен учесник или како држава, туку македонците како учесници од 3 држави кои што се практично распослани по целиот тек на фронтот во Првата светска војна. Изложбата на исто место ги представува спротиставените страни во Првата светска војна. Изложени се фотографии од активностите на Тројниот сојуз и Антантата. Можат да се погледнат тогашниот италијански логор во земјава, поделбата на брашно за жителите на Битола и конвојот кој минувал низ градот. Првата светска војна одамна е стана историја. Ние повеќе знаеме за неја од книгите, а повозрастните од раскажувањето на своите родини. Без разлика на тоа што земјите војувале едни против други во Европа, ние сега знаеме дека тоа била голема трагедија. Резултат на таа војна е десетици милиони загинати инвалиди, инвалидизирани судбини и изгубени надушни на цели поколения. Изложбата Светскиот пожар се организира во соработка со руската дијаспора во земјава и дипломатските представништва на Австрија, Германија, Унгарија, Франција. Ова изложба е собрана од руските сонародници кои живеат, односно друштвата на руските сонародници кои живеат во Република Македонија. Сите овие материјали кои ги гледате се отстапени или се добиени со помош на повеќе амбасади, вклучувајќи руската, меѓутоа исто така од англиската, американската, италијанската, значи бугарската и унгарската и така натаму. Ова изложба, како што реков сега, е повтор пат се дава во Република Македонија и подоцна ќе ги шета и другите градови. Прикажување на емоционалниот аспект, а не хронолошкиот тек на настаните е целта на изложбата Светскиот пожар. Токму затоа незината основна порака е дека тој пожар е лош за сите и во неговиот оган горат животи на луѓе и држави. Интересно за оваа изложба е тоа дека таа не представува хронолошки приказ на текот на 4-годишната Прва светска војна, ами представува повеќе емоционално доживување на учесниците во Првата светска војна. Значи, од подруг агол се посматра војната како светски пожар. Изложбата Светскиот пожар првин беше промовирана во Универзитетската библиотека во Скопје. Велес е втор град во кој се изложени фотографиите по повод 100 годишнината од Првата светска војна.
Во утринските часови ќе има појава на слаба магла, а во текот на денот ќе биде претежно сончево со локална облачност. Во доцните попладневни часови ќе има зголемување на облачноста, ќе дува слаб јужен и југоисточен ветер, температура до 28 степени. Почитувани гледачи, тоа беа подготвените содржини во вестите. Благодарам за вниманието, имајте пријатни мигови со нашата програма.